Значи пред нас го имаме предлог буџетот, т.е. дополнетиот предлог буџет за 2026, кој што е рекордно висок од 6,7 милиарди евра. И уште у старт мора да констатираме дека овој буџет не е развоен буџет. Зошто? Затоа што 90% од буџетот отпаѓа на теховни расходи, значи на пензии, плати, стоки и услуги, блок дотации, трансфери во ЛС, различни други трансфери, ДДВ дотации и така натаму и само 9,7 на капитални расходи, тоест на капитални инвестиции. Една од ставки, дури помалку се тие пари, реално затоа што е ставено и НАТО во капитални инвестиции, реално не баре пукање бомби носат економски раст и создаваат некаква економска вредност. Ние најбитниот дел од буџетот тоа се капиталните инвестиции, значи ги константно ги намалуваме. Сега имаме едно историско намалување од 15% во однос на ребалансот, а ако се вратиме на предлог буџетот за 25-та, дури 20% имаме за намалување од капиталните расходи. Ако земеме дека буџетот е 6,7 милиарди евра, само за Фондот за пензиско и инвалидско осигурување отпаѓа 2,4 милиони евра, качени од 2,2 милиони евра од минатата година, од кои што тие 2,4 ние пополнуваме од буџетот 1 милиарда евра. 1 милиарда евра е дупка во ПИОМ, значи тоа е соодносот на работоспособното население и уплаќањето на парите за пензиско инвалидско и односно тоа колку треба да земат пензионерите. Значи имаме малтене 50%, скоро 50%. Понатаму ја имаме инфлацијата. Инфлацијата во октомври беше некаде околу 4,5%, што е негде во горната граница во регионот и во Европа. Најниска во регионот има, мислам, Србија со 2,8, додека највисока има 8,4 Романија. Значи ние држиме едно, јас ќе го наречам подносливо високо ниво, што е многу сомнително според мене, затоа што ценам дека најверојатно оваа власт сака инфлацијата да биде повисока. Не да биде превисока, затоа што тогаш ризикува социјални немири, но да биде релативно висока. Зошто? Затоа што со качување на цените на материјалните добра се зголемува и профитот на приватните компании. Значи власта тука ќе собере повеќе пари од данок и дополнително ќе собере и повеќе ДДВ. Значи ќе растат на власта приходите кои што не се остварија за оваа година, не успеа да ги собере тие приходи кои што ги планираше и затоа имавме на прераспределба на средства пред некој ден, кај што додадовме од прилика, мисля дека беа околу 50 милиона евра само во пензискиот фонд. 31% од овој буџет се од задолжување, значи секој трети денар од овој буџет е од странски пари. Од 2025 за главница имаме исплатено 1,342 милиони, а за камати 339 милиони, значи тоа е вкупно 1,681 милиони долари. Зборуваме исплатени пари за што враќаме долгови. Оваа година е 1,604 милиони евра. Значи ние од прилика 1,600-700 милиони евра враќаме секоја година. Додадете ги тие пари на пензискиот фонд од 2,4 милиарди евра, ние имаме пола буџет кој што е долгови и пензии. Буквално пола буџет е само долгови и пензии. И сега, владата на ВМРО ДПМН тука ескалира со задолжувањата. Имаме 1 милиарда евра земено од Унгарија и 6 милиарда евра или 5 милиарди фунти од Обединетото кралство. Ја ќе споменам само една реакција како пример од 2020 каде што ВМРО ДПМН најостро реагира кон владата на СДСМ и Заев дека ќе сме иделе у должничко робство, дека владата на Заев ја носела Македонија во пропаст и сето тоа за само 131 милион долари. Со 131 милион евра, кредит од 2020 тогаш според комуникацијскиот центар на ВМРО ДПМН ја носеше државата во должничко робство, додека сега 7 милиарди евра
од кои што овие 6 се уште не се влезени во системот, очигледно не ја носат Македонија во должничко робство. Зборуваме за 53 пати повеќе. 53-54 пати повеќе. Значи сега имате земено пари само во првата година и пол, значи не знаеме понатаму како ќе се одвива целата ситуација. Само еден краток коментар околу кредитот од Унгарија, од кој што треба да уплатиме негде околу 43 милиони евра и оваа година. Го поделивте на 3 дела. Пола 500 милиони значи отиде за враќање на евроврзница, значи повторно за долгови, 250 милиони за приватниот сектор, 250 за општините. Сега да видиме како према тоа како се има трошено милијардата од Унгарија, не можеме да видиме од прилика како ќе се трошат и 6 милијарди евра од Велика Британија. Како прво, 250 милиони евра кои што отидоа во приватниот сектор и ден денеска ги криете фирмите. Нашиот финансиски сектор од левици има упатено официјално барање до Министерството да дајате листата со фирмите. Ние имаме добиено еден, како да кажем, интересен одговор кај што се тврди дека со тоа ќе бил нарушен нивниот интерес, значи на тие фирми кои што земале или ќе земат пари од годинешниот буџет, ќе бил нарушен нивниот интерес, значи приватниот интерес на компаниите во оваа држава е пред јавниот интерес ние да знаеме како тие пари ќе се трошат. Како тоа не донесува до еден оправдан сомнеш дека најголем дел тие пари имат отидено до фирми блиски на ВМРО да помене и најверојатно кај по-големите фирми, значи кај крупниот капитал, иако двигател на економијата се средните и малите предпријатија. Дополнителен трошок на тие пари имаме што комерцијалните банки, за да ги диспрезираат, да ги дадат фактички тие пари од 250 милиона евра од кредитот од Унгарија, инсистираа на камата. Ја паметам премиерот се каа нешто, беше многу остар, се караше со нив. Таа камата дојде до 1,95%. Значи, унгарскиот кредит со 3,5, всушност е 3,5 плюс 1,95, значи 5,2. Тоа се 40 милиона евра непотребен терет на целокупното македонско општество. Тие пари можевте комотно да ги дадете преку Развојната банка, наместо Развојната банка да ги дава на комерцијалните банки, па тие да наплаќаат камата, Развојната банка можеше сама да ги диспрезира тие пари, да ги раздели во македонското општество, приватниот сектор, со нула камата. И онда бремето од 40 милиони евра, значи ние буквално со тој потек заштедевме 40 милиони евра, но за жал, како и другата голема естаблишментска партија, ВМРО да помене едноставно се слуги на капиталот. Ние живееме во еден де-факто олигархиски систем, каде што приватниот интерес е пред јавниот. Сега, другите 250 отидоа кај општините, од нив треба 43 милиони евра да се уплатат од овој буџет 2026, значи новиот. Два има еклатантни примери како се трошат парите општините. Едната е од Штип, каде што имавме тој да ви познатиот Дино парк, кој што еден месец само по завршувањето на изборите сега ќе иде во приватни раце. Значи де факто тие пари беа истрошени само за една ефтина политичка пропаганда пред изборите. Додека има многу интересен случај со општина Аеродром, каде што општина Аеродром на првиот конкурс конкурира со 9 проекти од вкупна вредност од 3,4 милиони евра. Министерство за финансии им ги одобрува и сега внимавајте, наредната година кога треба да се уплатат парите, сите проекти се многу мистериозно и интересно качени за 25%. Сите 9 проекти од првиот повик на општина Аеродром се качени 25%. Ако одделот за финансии на општина Аеродром, еве да предпоставиме дека при првата пресметка направиле грешка и парите кои што се бараат од Министерството за финансии не се достапни, не се доволни за проектите кои што тие ги планираат, сигурно нема да биде грешката секаде 25%. Така. Некаде нема да има грешка, некаде ќе биде 2%, некаде 3%, некаде 5% и така натаму. Значи ние имаме тука на сите проекти зголемување 25%. Тоа, што е тоа, колеги, ако не е провизија? Тоа е провизијата. Значи очигледно таа провизија која што предпоставам била вградена и претходно во проектите, очигледно
излегува дека е премала и сега имаме корекција у наводници по 25% качување на сите проекти. На вториот повик се јавува општина Аеродром со само 6 проекти сега, но за 10,4 милиони евра. Очигледно лекцијата е научена, значи апетитите се пораснати и тука таа провизија сигурно е фактички вградена во целосната цена, па да не се буркаат повторно пак да ги качуваат од нигде никаде проектите за 25%, кој што инаку Министерството нели им ги има одобрено. И накратко ќе го споменам тука и бескаматниот заем од Кина, кој што се обиде тука министерот за транспорт и врски на моето претеничко прашање да се извлекува, наводно бил изваден од контекст, и ако не негираше, де факто, не знам како се вади од контекст кога ќе кажеш бескаматен кредит, тие два збора не се подложени на толкување. Јас дури конзервативно му ја сметав каматата на министерот, со 3% камата, што рековме на 10 години, ако бил прифатен, да предпоставиме дека е на 10 години, ако бил прифатен тој кредит бескаматен од Кина, ние ќе заштедивме во буџетот 850 милиони евра. Ако сметаме за 4%, бидејќи самиот министер кажа дека очекуваат да биде каматната стапка под 4,5%, значи, еве, ја земаме како 4%, тоа е 1,160 милиони евра. Само на тие додадете ги 40 милиони евра од непотребните камати кои што комерцијалните банки ги дават сега на приватниот сектор од првиот кредит од Унгарија, вие имате 1,2 милиона пари, плюс пари во овој буџет, кои што можеа да бидат искористени како развојна компонента. За жал, ние тоа го немаме. Ние имаме само долгови, колеги, и сега полека пивотирам кон јавниот долг. 2025 јавниот долг има достигнато 9,7 милиарди евра. Тоа е според Министерството за финансии, значи 57,6% од БДП, но они го сметаат без достасани и ненаплатени поборувања на јавните предпријатија, за кои што имаат критика и од Фискалниот совет и Европската комисија. Тие средства изнесуваат околу 700 милиони евра. Ако тие средства ги додадеме и пробуваме да го пресметаме јавниот долг доаѓа до 62% од бруто домашниот производ. Значи ние таа магична бројка од 6% имаме надминато и полека идеме кон ситуација да немаме веќе враќање од таа ситуација. Овде, во овој буџет 26-та, не се, предпоставам со ребалансот ќе бидат вметнати дел од средствата од кредитот од Обединетото кралство. Ајде да земеме од прилика, да предпоставиме нормално, пошто тој договор се крие, условите се кријат, имаме само еден многу штур и општи документ кој што тука се усвои во собранието, исто паметам убаво како ВМРО да помене први беа на критика зошто се крие договорот за Бехтеленка, па сега ни тој договор, ни овој договор го гледаме нормално. Ако земеме просечен раст нека биде 3,5%, ако земеме дополнителните задолжувања кои што нон-стоп ги правите, значи сега ќе ги сметаме само големите задолжувања. Ако земеме дека дополнителните задолжувања од прилика ќе бидат исто со вратените долгови и во наредните 5 години еве постепено да влегува кредитот од Обединетото кралство во македонскиот буџет, со целосно влегување на тој кредит во македонскиот буџет и нели каматите и главницата што ќе треба за тој кредит да се исплаќаат, ние доаѓаме до фантастични 84% од БДП. Тоа е готово веќе. Тоа е веќе крај. Значи ние со 62%, да употребам метафора, ние чекаме на станицата да стигне возот од кој што нема враќање. Буквално, сега сме на станицата со 84% или околу 84%, затоа што не знаеме точно колку ќе биде, ние ќе се качиме на тој воз од кој што нема враќање. Ние буквално ќе изгубиме, ако веќе не сме изгубили, целосна контрола над нашиот економски систем. Дури и без криза тие ризици се реални, но ако го прочитавме, например, вака интересно што од нашиот или вашиот партнер Велика Британија, од банката на Англија, кој што е нивната централна банка, значи имаме еден
извештај кој што ти отприлика квартално го вадат, значи зборуваме за извештај за финансиска стабилност, не е голем извештај од 7-8 страни, ја тука на брзина ќе го сумирам. Значи тие во тој извештај гледаат 3 компоненти кои што се најризични за глобалната економија, и тоа системски ризици од преголемото вложување во вештачка интелигенција, значи во тие фирми кои што развиваат вештачка интелигенција, затоа што веќе се бројат во трилиони долговите кои што тие фирми, и тоа се само неколку фирми, 4-5 фирми, практично целиот раст на Соединетите американски држави, еден од двата столба заедно со Кина на светската економија се базира на, скоро целиот раст се базира на тој долг што го дзидаат, што го прават компаниите кои што се бават со вештачка интелигенција. Значи тука е ризикот од тој балон да пукне. Вториот е од така наречениот банкарски сектор во сенка. Значи тука збориме за финансиски институции кои што вршат дејност иста или слична на банкарскиот сектор, но бидејќи не се регистрирани како банки. Значи тоа се најразлични фондови, кај нас имаме такви, како например што дават бескаматни кредити и слично. Значи слична дејност како банките, но бидејќи не се регистрирани како банки, надзорот од централните банки кај нив е многу помал. И тие убаво кажуваат дека практично не знаат што се случува во тој еден вид банкарски сектор во сенка, па дури банкарскиот сектор да е стабилен, ние можеме да имаме нестабилност од таа страна. И третиот проблем е едноставно што сметаат дека најголем дел од државите не можат да го поднесат јавниот долг, и ние овој можеме од 62%, од 84% уште помалку, и дека во случај и на најмала криза ако рипнат на каматите на кредитите, најголем дел од државите ќе имат проблеми со враќање на суверениот, значи со јавниот долг. Ние немаме абер од спремање за било каква кризна ситуација. Ние тука буџетот го користиме како што минатиот беше изборен буџет, тука збориме за буџет кој што целосно се користи за ситно партиски и олигархиски интереси. Ако земеме дека развојни компоненти на еден буџет треба да бидат извој капитални инвестиции, потрошувачка, значи ние извозот нас константно ни паѓа. Тој извоз е 7% кон ЕУ, че ние целосно зависиме од ЕУ. Ако ЕУ како систем падне, има проблеми, тие проблеми ќе се прелеат кај нас. Од тие 7%, 51% се за Германија, значи буквално една држава. Од таа една држава зависи целосната македонска економија. Ние немаме никаква диверсификација, ако Германија има проблеми да се извлечеме со извоз во друга држава и така натаму, ние сите карти ги имаме ставено на една страна, тоа е на германската економија која што е во пад, затоа и нашиот извоз е во пад, затоа што не можат да ги абсорбираат сите стоки кои што Македонија ги произведува некако порано. Капиталните инвестиции кажав дека се намалени за 20% по предлог буџетот или 15% по ребалансот. И понатаму 50% реализација на капитални инвестиции, значи не само што ги намалуваме, туку и реализацијата е слаба, и практично нашиот целиот буџет се базира на потрошувачка. Значи тоа е еден вид на потрошувачки буџет. Тоа е еден нездрав раст, така би го нарекол, со краткорочни ефекти, значи тоа е трошењето на плати и пензии. Тоа е само моментално и како што и сами гледаме, во најголем дел зависи од кредити. Значи ние тука практично сме тотално неспремни. Јас искрено се сомневам дека све ова што го прави ВМРО да помине со овој буџет и општата економска политика е случајно. Не е се од неспособност, иако и тоа го има. Јас мислам дека ова аздисување со земање на кредити, со 7 милиарди кредити во само година и пол, ние мислам дека ВМРО да помине се свесни дека не може да обстанат вечно на власт. Мислам дека проекцијата им е негде околу максимум 8 години. Мислам дека планираат на сличен начин, еве како што демонстрирав, на кој начин се кријат парите од тие кредити што во приватен сектор, на кој начин се крадат парите буквално од општините кои што наводно им се дадени за развој. Ние во тие 8 години најголем дел од овие пари ќе ги искрадеме, тие ќе влезат во македонскиот систем, ќе го кренат јавниот долг. После 8 години ВМРО да помине ќе се замине од власт, ќе ги испере значи рацете од целата македонска економија и ќе го остави ќе остави државата буквално во криза за останатиот
останатите партии од државата да го решаваат. На таков еден предизвик не може естаблишмент партија да одговори. Јас мислам дека вие со ова го поплачувате патот за доаѓање на радикалната левица на власт, затоа што само радикалната левица со радикални реформи ќе може да одговори на ваква криза која што ја води државата буквално во колапс. Ви благодарам.